Сама вечерва заседава, извршниот одбор треба да го даде првото зелено светло за кадровски промени во врвот на партијата. Габриела Лескова известува во живо оттаму. Габриела, има ли лидерот Венко Филипче поддршка за промената која најави, односно за именување на Александар Трајановски на подпредседателска позиција на Бихачка? Добро вечер, Славица. По одговорот на тоа прашање ќе го дознаеме откако практично ќе заврши состанокот на извршниот комитет на СДСМ. Ова е прв практично состанок на социјалдемократите по катастрофалниот избор на локалните избори ова година. Состанокот започна неколку минути после 18 часот. Дел од членовите влегоа овде низ предниот дел, други од задниот, а некои веќе беа пристигнати. Екипата на сител овде некаде повеќе од 2 часа. Успев да поразговарам и да ги видам членовите Каја Шукова, екс-министерката за животна средина, како и кандидатка за градоначалничка на град Скопје. Исто така влезе и Оливер Спасовски. Успев да поразговарам со нив практично за што ќе станува збор вечерва на состанокот. Во продолжение предложувам кратко да ги слушнеме нив. Добро вечер, за што ќе се разговара вечерва? Па најави председателот денеска. Така да, после извршниот одбор ќе добиете повеќе информации. За оставките ќе падне ли збор? За кои оставки? За на Чупевска, на Костадијацевски. Претпоставувам, не знам, треба да го видиме дневниот ред. Ви благодарам. Така, од досега познатите информации дека една од точките на кои што вечерва ќе се дебатира е катастрофалниот пораз кој што го има социјалдемократите, кои се пропустите и како да се подобрат во идниот период. Второ е дефинитивно да се дебатира и за оставката на подпредседателката Ана Чупевска, која што ја даде помеѓу првиот и вториот изборен круг. Вечерва се очекува и лидерот на СДСМ Венко Филипче да го предложи за нов подпредседател на партијата да биде доктор Александар Трајановски, кој што практично беше кандидат за градоначалник на СДСМ за аеродром, но ја изгуби битката од ВМРО-вскиот кандидат Дејан Митевски. Исто така се очекува да стане збор и за низата серија оставки практично кои што следа во СДСМ по поразот на локалните избори. Говорам за Галетановски и за Костадин Ацевски. Исто така се очекува вечерва да стане збор и практично за тоа дали СДСМ ќе има кандидати за градоначалници во општините каде што на овие избори не беше избран кандидат за градоначалник, а ќе се бира 2 месеци по откако практично ги соопшти официјалните резултати од локалните избори за 2025 година. Па така, Славица, остануваме ние овде. Се очекува за кратко да заврши состанокот. Деталите ќе ги пренесеме во вестите во 21 часот. Габриела, те очекуваме во вечерното издание со детали и заклучоци од состанокот на највисокото раководство на СДСМ. Благодарам.